Добре дојдовте во нов Асно. Денеска се наоѓаме во селото каде што е роден народниот херој Мирче Ацев, Марко Цепенков, славното Ореовец Прилепско. Денес исто во ова село се руши под закана на Бехтел и Енка и се наоѓаме пред црквата Свети Димитрија, чии ѕидови полека пукаат од заканата на кој овој гигант кој работи на остварување на делницата Прилеп Битола, гледа да го реализира. Денеска со нас е Ѓорги, активист, дел од Спас за Прилеп, кој ја потегна иницијативата за да се спаси она што почна да се разрушува овдека, директно од пред црквата Свети Димитрија. Ѓорги, благодарам што си наш гостин во нашиот подкаст. Прво да ти изразам честитки за твојата борба, иницијатива и борбеност. Кажи ми, како почна одбраната од Бехтел? Добре дојдовте, како прво. Благодарам. Во селото Ореовец, славното село, како што кажа, на големиот великан и борец, како што ние ја тераме оваа борба, како викаме со љубов, тоа е Марко Цепенков. Значи, неговата борба не била со пушка во рака, но сепак бил големец, одел од куќа на куќа и ги запишувал македонски приказни, случки од македонскиот живот и македонското секојдневие. Да ви се заблагодарам исто за тоа што дојдовте, се заинтересиравте за проблемот кој јас нашол Македонија, Прилеп во потесен поим. Можам да ви кажам дека борбата со оваа странска компанија почна некаде крајот на октомври, тие дојдоа во, барем тогаш беа забележани, во нашата Прилепската околина и прво што беше, првиот нивни зафат, беше многу чуден и тој всушност беше главниот индикатор да онај потесен круг на луѓе кои знаеа за што се работи, да ни покажи каква всушност природа крие овој зафат наречен инвестиција во автопатишта. Поточно да кажам, да би било јасно на сите гледачи, прво беше нападнат геолошки локалитет кој бил населен од време на енеолитот. Вау. Значи, интервјуата кои ги имавме во тоа време со новинарите, тука околу можеше да видиш доста артефакти, доста керамика и така натаму. Тоа е прво што можам да го кажам. А второ, локалитетот Каракамен, исто во Прилепско, кој се наоѓа помеѓу селата Шелеверци и Јалинци, представува еден доста редок локалитет од областа на геологијата. Тука се работи за концентрација на територија од 2 км квадратни, за концентрација од повеќе од 50 различни минерали и кристали. Интересно е да го кажам тоа што во почетокот на 70-тите години во минатиот век, во минатата држава, во време на социјализмот, локалитетот Каракамен бил познат доста. Значи, над земјеното ниво имало издигнато негде 40-50 метри огромни кристали. Значи, таму се најдували кристали во големина на човек. Таму за прв пат е најден и минерал во светот таков, кој е крстен во чест на Македонија, тоа е минералот македонит. И во почетокот на 70-тите, чинам
било 73-та или 74-та, точно не знам, бил сите тие карпи кристални од двата рида биле минирани, растурени со наводно кажување на локалното население дека овај камен ќе послужи за изградба на речниот канал на реката Црна, баш тука подолу таа ја сечи Пелагонија од Прилепскиот во Битолскиот дел и така се влива во Скочивирската клисура. Почетокот од крајот на октомври, овие крадења на минералните суровини се одвиваат со години. Апсолутно, видете да наивно е да мислиме дека случајно тука баш дошле, Да. пошто како ние мислиме, Зошто е Орејовец толку интересен за нив? Оревоец веќе, видете, ако се префрламе сега на Оревоец, точно не би знаеле да кажеме, но селото Оревоец, најблискиот рид, кој е моментално нападнат, е Мермерен рид. Од нивната страна е побарана концесија на 20 години за ископување на мермер, а не на тампон. Второ симптоматично за ова место, за Оревоец, кој е второ нападнато место од истата компанија, е тоа што никаква изградба не е започната, а од Каракамен се извлекоа некаде околу 200 до 300 камиони. Работеа и ноќе. Имаме на нашата страна спас за прилеп и снимки каде што работат ноќе, беа изнесувани минерали и кристали и ноќе. Па еве, да искористам и приликава да ги прашаме предпријатието ЈПДП или јавни предпријатие за државни патишта, каде е тој тампон, скап тампон, во кој дел од автопатот би сакале да знаеме, да така некое барем обележе да поставиме како еден од најскапите делници на еден пат или автопат. Зашто содржи богати минерални суровини. И кристали, и кристали. Тоа е второстепено. Значи, после напуштањето на Каракамен, колку беше Каракамен, колку време нападнат, да. Види, беше нападнат некои активни 2,5-3 месеци, се ровареше, се копаше, па сега пред 3 недели беа испратени багери, кога почна активно одбраната на Оревоечкиот регион, Оревоечката точка која е нападната од нив, значи беше пратен багер да ги изравни сите тие ископини, длабоки зарези во земјата, каде што се гледа различни слоеви на минерали и така натаму. Од тоа исто имаме снимка на нашата страница Спас за Каракамен. За Каракамен беше тогаш, која сега е преименувана во Спас за Прилеп. Интересно е тоа што, да кажам, зошто повторно сме на браникот на одбраната. Оваа втора точка, тогаш браневме едно геолошко благо и едно историско археолошко благо, како наше обележи и како светско обележи. Морам да спомнам дека за областа Каракамен како геолошки локалитет, да не ги земаме археолошките, се напишани научни трудови од американски истражувачи геолози, од француски, од италијански, од германски, значи секаде по светот имаме еминентни научни трудови од странски геолози и баш беше нападнат тој за некаков си тампон, за некаков си автопат, за кој се уште не е ништо отпочнато и се копаше, што беше чудно, многу ноќе и се товареше. Дали имаш сознание каде иде тие към 200 камиони? Они ги изнесува. Па, ги изнесува. Видете, јас можам да кажам само неофицијални разговори, они, како би се рекле, народно, да, кафански разговори, биле носени во Гостивар, па оттаму биле во Албанија, но да не се држиме за тоа, знаеме дека ги нема и знаеме дека се вложени во тампон во автопат.
Нели така Значи, тоа е знаеме, да. официјално, да. А каде е автопатот? Би сакал еве да ги замолиме да ни кажат која делница е од Автопатот тампонот, направена и од тампонот, тампонирана, да. од Каракамен да го знаеме како обележи. И сега, откако веќе Каракамен е завршен, се пренесува на Ореовец. На Оревец. Тоа е 700 отприлика воздушна линија. Колку метри од овдека што сме сега? Далечина мислите? Да, Одаде некако некои 600-700 метри, да. 607. Да, на Рида. Која е плоштината која е опфатена сега за сега? Плоштината уништена е со овие две минирања кои беа пред да го заприме со блокирање на нивната работа, како видовме, негде се уништено е зеленило од површина од 7-8 хектари. Значи тоа е пустош направено. Интересно е да го кажам што морам да го спомниме, то сите овие операции за некаква си градба, за некакви си автопати, може би ќе бидат се многу чудни без никакви испитувања. Значи не може некој да дојди, ако гледаме територијата во која се наоѓаме сега под нас, ова селото Ревоец е карстна планина. Значи самото село се наоѓа врз пештерни шуплини, што и после втората детонација на минирањето имаме сериозно испукани па скоро секоја куќа. Црквата Свети Димитрија, и ја снимивте како е испукана. Да, внатре зидовите се испукани. Куќите во селото се значително оштетени, пошто самата логика детонации во таква близина, значи нивната територија на минирање овде се наоѓа само на 350 метри од првата куќа во селото. И кога селото лежи на таков предел, вибрациите се многу посилни. И тоа е комплетно лудило некој да го прави тоа овде без претходни испитувања, без претходни советувања со какви ќе бидат последиците од минирањата и скопите врз селото и животната средина од около. А гледаме дека има доста пукнатини низ село заради геологијата и подземните карпи. Каква би имала влијание на водата? Затоа што бевме до изворот и една од чешмите е секната. Кои се стравовите или кои се реалните опасности кои представуваат? Може да ни кажеш повише? Како што веќе ви покажав, еден од изворите, значи од локалното население одавде кажува дека тој десниот извор кој веќе пресушен, тој течел генерално до август, вклучувајќи го и месец август секогаш, но сега е изместено и обратно течат овие два извори, кои ги видовме, едни од левата страна, другиот од десната, кои течат под карпите. Главно е да знаеме како почна, кој беше она што јас го покренав, дека е големо лудило овде да се копа. Прилеп, за гледачите што не знаат, представува најсиромашниот град со водоснабдување. Прилеп носи вода од Кичевското село Горно Доброеноец под Цевковот, кој е подолго од 80 км. И јас на моите 42 години добро се сеќавам, кога бев мало дете, од политички причини кои ги дознав секако подоцна, тогаш вентилот во Кичево бил затворен, па како цистерни идеја и цел Прилеп трчаше со кофи, со туби во тоа време да полниме вода за дома. И единствената вода која е и онака оскудна за потребите на град Прилеп, доаѓа од оваа пазува на Бабуна планина. И втора голема или огромна причина дека е сулудо да се прави ова овде, баш во оваа пазува, на оваа планина, беше тоа да се реагира брзо. Пошто гледаме дека
тука ни закон, ни ништо не владе. Кој кажеш, значи има опасност по животната средина, се разорува шумата како што ја видовме, водата и единствениот извор во Прилеп е Тоа се напад. 9 извори, од кои 4 се спроведени канализирани во Цевковот за водоснабдувањето во Прилеп. Да. И исто, главна причина да ја кажеме, на овај рит над нас живее единствениот вид во светот, ендемски вид на пеперутка, чинговската окатка или македонска сивка, која живее само на оваа територија, од која последниве месец и пол и се уништени некои 6-7 хектари од незиното живеалиште и онака незиниот обстанок беше во сериозна загроза. Сите заинтересирани можат да видат, има и краток документарен филм за оваа пеперутка, за чинговската окатка, под наслов Природа на продажба. Да. Кажи ми што прават нашите државни институции за да ги адресираат вашите загрижености што се апсолутно релевантни, видливи и со секој, дури слеп може да ги види и да ги осети. Дали има нешто превземено до сега? Да не би звучело дрско, освен лице не прават ништо друго. Имавме посета од градоначалникот на општина Прилеп, уште кога почна блокирањето на овој пат, даде и јавна поддршка, која беше вербална и пред медиуми. Имавме посета на 5 овој месец, втора посета негова, и исто така и пратениците прилепски. И во тој контингент имавме и посета од пратеникот Сашко Јанчев од Гевгелија, и тој дојде тогаш. Но претходно морам да истакнам, значи, зборуваме за волја на вистината, тоа е младо момче, Сашко Јанчев дојде уште во првите 10 дена после почетокот на блокадите на работата на оваа компанија, дојде да не посети, изразија поддршка, иако кажавме дека строго сме антипартиски и немаме партиски, човекот рече ако може да помогне, сакам, да. Беше изразено и јавно напишавме и на нашата страница во тоа време, значи кој е добро намерен, кој сочувствува дека овде е загрозен еден цел град за екзистенционално прашање, што е најважно, водата. За водата. Бе поканети сите загрижени, дојдете, ќе ви покажиме на лице место, па вие вашата политичка борба терајте ја на вашето политичко поле. Без да се мешаме ние, но тоа што е од нас, ние ќе ви покажиме, ќе ви раскажеме, ќе го однесеме на местото и така натаму. Кои се реакциите? Дали имавте од Министерство за животна средина, Министерство за култура или па од некои други институции? Многу од институциите за сега молчат. Имавме некои така оскудни реакции. Прво беа од јавното предпријатие за државни патишта дека се било во ред, но во правниот дел на одбраната, можат нашиот адвокатски тим да го потврди, не беа доставени никакви документи и затоа ние се решивме на блокада, пошто овде се загрозува екзистенционално прашање со наредни минирање кои можат да почнат и да паѓаат. Имаме и видео, имаме и фотографски материјал за тоа, нема лажиш. Значи, они буквално не продуцира никакви документи? До сега не. Дојдоа со механизација, почнаа да рушат планината
минирање имавме и ископи и носење на минералните богатства од локалитетот. Дали во комуникација со јавното претпријатие за државни патишта и последователната иста комуникација добивте некои повеќе информации до каде е работата? Јас не би можел да одговорам точно на овие прашања. Најдобро е да тие прашања да ги усмерите до нашиот адвокатски тим, да не би било некое недоразбирање, недокажано, недоречено или грешно кажано. Каква беше комуникацијата со представниците од на јавното претпријатие? Па имаше во оваа црква една средба во која беа дојдени за пазарлук. Знаете, кога кажеш за пазарлук, што подразбираме? Знаете што подразбираме денеска политиката што означува. Кој кого да го купи, кој кому да се продаде и за колку. Па да видиме па што па како. Нашиот став беше, луѓе, се работи за екзистенционално прашање. Има луѓе во ова село кои живеат тука. Но ајде да речеме да го тргнеме едно село. Оде се наоѓаат сите извори на своја вода, од која зависи цел еден град, на кој му се заканува со овие действија екоцид или геноцид од еколошка природа. Може да објасниш на гледачите како би се загрозила водата? Па, видете, во разговорите со геолозите, тие ни објаснија јонака е карстен предел под земјиштето. Тоа се пештерни шуплини. Тука имаме и неколку познати пештери, кои не се ни мали, во околината, баш во оваа пазувана Бабовна планина. Ја имаме Дуова пештера и пештера Рамниште, која е двокоморна, огромна пештера, и но далеку од темелно истражување е направено во тој дел, но како геолозите ни објаснуваат, водите течат во подземни реки, во тие пештерни шуплини, но со вибрациите. И пак ќе потенцирам, во шуплините вибрациите се зголемуваат, пошто не е хомогено ткиво земјено или карпест. Тоа се шуплини, таков е и каменот, ќе ви покажам шуплив што е карактеристичен за овој предел кој го ископуваат во околината на село Оремовец. И тоа прави процепи во кои водата пропаѓа се подлабоко и подлабоко. Но знаете, околу водата јас онака човечки да ви кажам, искрено, јас верувам дека тука нема наука што може да допре до Господа, би рекол. Тоа е Божја работа. Тој ја дал тука и таква и толку. Се подразбира со текот на времето, пошто исто карактеристично можам да спомнам, долу имало античка стара населба, уште пред од македонско време, која се викала Роман. Тука има доста артефакти. Значи, ридот кој е спротив нас се вика Леково. Тука има лекујна вода, ја викаат извор. Тука има остатоци од антички бајни. Од што можеме да предпоставиме дека еве да земиме во антиката или да речиме погрубо во минатите периоди на живеењето на овие простори, овој простор изобилувал со многу повеќе, поголеми количества на води и кои ги има различни и лековити. Но сега сме тука каде што сме, толку е водата. И постои можност да се измести истата и да избега на некој друго место? Апсолутно. Повторно ќе кажам, знаеш, Сашо, јас не верувам во таква наука која може баш да допри во Божиот принцип и во Божите мисли. Како би било, јас знам дека сето тоа е енергија. Ако действуваш врз природата своја, лошо, да бидиме сигурни дека тоа ќе ни се врати со лошо. Така да, јас мислам дека апсолутно
не смееме да си играме со тие работи, затоа што е загрозен цел еден град. Интересно е за тоа што големите глави политички никој не ги спомнува и во неколку наврати морам да го кажам, пробуваат да го минимизираат проблемот со одбраната на Оровчани на нивната животна средина или околина. Дојде, овде не се работи за Оревоец само. Да, селото Оревоец, селото Плетвар и селото Крстец се први на удар. И неспорно. Но овде е сета питка вода која оди за Прилепчани во нашиот град. За кој тоа минимизирање, за кој тоа Оровчани разговараме или Крстечани или Плетварци. Не се работи за тоа. Проблемот кој може, не дај Боже да настане, може да биде погубен за цел еден град. Од моментално и не знам колку илјади. Беше скоро 70, но со белата чума се намали, да. Ова изгледа како едно злове нападнало, кој вие треба да се одбраните и ние треба да се одбраниме. Помагање на вас. Како го гледате спасот? Ја би рекол од ова глобално зло кое нас не нападна. Глобално затоа што сепак Бехтел и НК они оперираат сегде, имаат операции во Африка, Блискиот Исток, Европа и така натаму. Во новинарскиот свет е позната Бехтел the Evil Company. Во превод на македонски значи компанија зло. Очекував некогаш дека иако онај езотеричкиот пристап и езотеричката природа на овај, како го нарековте, глобализам и глобалистички превирања, пуштања пипци, да се зафати едно цело човештво, да се пороби, не очекував дека од близина ќе го видам толку близко, очи во очи, да. Но ете го дојде во дворот. Убаво прашање. Можам да кажам дека крајно време е македонците да си простиме сите неправди што сме си ги правиле еден на друг. За сите нечестности, за се што не било добро, што не било светло и така натаму. Пошто имаме една општа заеднички непријател кој ни се представува како градител на автопатишта, кој веќе влегува и во училиштата со програми за едукација, некаква за градежни зафати и така натаму. Но, да кажам, време е македонци сите да се обединиме, да си простиме, затоа што е единствен спас против нешто вакво, во кое генерално, да кажеме, барем до сега беше, еве сега чекаме нова влада, не знам ни до каде се тие работи, но институциите се само груби соработници. Кога ќе дојдеш поблиску, тоа и го гледаш, не само што го чувствуваш. Да видиме отворени и искрени. Не можам поинаку да го кажам, затоа што тоа е така. Време е да се обединиме и со љубов, со мудрост и без никакво насилство. Пошто некој од гледачите ваши може би ја следи страницата Спас за Прилеп, таму има безброј коментари кои се да ги нападниме, да им запалиме, знам да му кажам само едно. Зарем некој од вас мисли дека е можно во држава, во ситуација како што се наоѓа нашава држава сега, да направиш такво насилство и да помине. За звер
кој зел неполни 2 милиарди евра за 100 километри автопат од ова една од најсиромашните држави, без никаков документ да покаже. Се сместил во планина и решил да турка без никакви наоди и анализи дека долу е карсно. Еве о катката само. Да. Еве не прекина. Пеперутката. Да. Тој некоја порака. Тоа е, јас така го читам. Тоа не за заштитуваме, да. И зарем можно е со сила и со насилство да го решиме тоа? Само со љубов, пошто знаете, многу работи имаат некои спорни моменти кога низ градот се ме среќаваат луѓе, па викаат како сте, како се држите, борбата. Ја му кажувам дека нема борба. Ова е чиста одбрана. Може да се наречи во некое второстепено или второслојно значење како борба. Ова е чиста одбрана. Ни се напаѓа водата, кој живот значи. Ни се напаѓа живеелиштето и онака оскудното шумско богатство кое воопшто го немаме во околината на Прилеп. Прилеп е и еден од најсиромашните предели со врнежи, било снежни и било дождовни. И тоа мора да го напомним. Може би како причина е тоа што немаме ни шуми, но и она малку што е. И она баш кај што се изворите за вода. Јас поинаку не гледам, не знам за што се работи. Ѓорге, кажи ми твојата определеност за крај, детерминираност да ја избуткаш оваа работа до крај. Дали нешто ќе те спречи тебе да извршиш твојата света мисија? Сашко, знаеме дека, како што реков, му застанавме на патот, бранејќи се на еден голем звер. Не сакам да влегувам во детали, но можам да очекувам секакви сценарија. Но ја знам едно, пред Бога и пред своите луѓе и пред моето дете и пред децата на сите наши, на сите своји. И прилепчаниот и не се ни само прилепчани своји, ние сме една рака народ. Сите сме своји. И јас го правам ова од срце. Јас лично недвижен имот во селово немам. Но не може да ми помини ни блиску во главата, а камоли во срцето, да дозволам вакво да гледам во водата некој ни чепка. Ајде за другото, кој веќе е спомнато, да го минимизирам, иако не е за минимизиране. Како? Зар со молк? Години некој не уче молчењето било злато. На ведната глава сабија не ја сечел, но друго ќе ја сечи. Така да, тоа е внатрешен порив, за некого нормален, за некого искрен, за некого забеган, лут, сулут и така натаму, но секој по својот аршин суди, нели? Јас не можам друго да зборувам освен вистината што ја чувствувам овде. И она што го гледам и што го резимирам со способноста на мојот мозок. Толку можам да кажам во врска со тоа. Јас да ти се заблагодарам многу што не угостив дека во селото Ореовец, кое што е нападнато. Тука е да ти изразам порака од мене, нашата организација, нашите луѓе, што дојдат да ве поддржат тебе и остатокот што се на барикадите доле. Секогаш можете да очекувате наша поддршка. Заедно сме појаки и се надевам дека ќе го спречиме ова зло што го надвиса Прилепско и селото Ореовец. Благодарам што не следевте во Нов Аснам
до следното јавување се недо. Да ви се заблагодарам и јас. Тоа е невероватно, че. Невероватно. Еј, да знаеш дека е голема порака.